Во Македонија најчесто се употребува терминот гајда или мешница заради мевот кој е направен од козја или овча кожа. Во деновите од Божик до Водици, русалиите ги напуштале своите домови и заминувале да ги исполнат своите воинствени обреди. Кога две русалиски групи ќе се сретнале, настанувала крвава борба. Драганчо, ова си го дотерал многу одлично. На планините во јужниот дел на Македонија пронајдени се русалиски гробови. И не случајно, нивните игри се изведувале на музика произведена од гајдата, која заради својот карактеристичен звук била единствената што можела да му се спротистави на злото. Гајдата е составена од брчало, сурла, тушник, липало, мрморец и писка. Најупотребувано дрво е шимширот, познат и како зеленика. Дрвото се суши најмалку 1 година, за да има јасен, полн и продорен звук. Постои верување дека звукот на гајдата има моќ да ги избрка самоубилите што краделе деца по селата или да им се спротистави на болештините за кои немало лек. Еве, Драганчо, гајдата е финирана, готова. Ти сум министар до кај си? Ајде, допреги, ја да направен на писка и гајдата си ви спремна за проба. Во природата ништо не се губи. Животот на убиеното животно се трансформира во звук. Тој звук, излегувајќи од мевот, односно некогашното тело на животното, исполнет со својата животност, ја допира душата на луѓето, будејќи ги животните страсти. По предпоставено потекло од Азија, гајдата од исконски била пастирски инструмент. Нашите стари практичари умеја да речат: кавалот е за овците, шупелката е за со козите, а гајдата е повеќе за со крупната стока. Мешницата ја свиреле уште древните римјани и се мисли дека нивната војска ја распространила низ сите бескрајни регии на огромната империја. Впрочем, и денес традиционално во една Шкотска гајдата е воен инструмент. Кај нас во нашиот фолклор гајдата зазема еден звучен простор, се разбира сосема условно речено, без да ги заборавиме другите инструменти, од лиричната експресија на еден кавал до моќната епска, речиси митска, волуменозна звучност на една зурла. Што не значи дека во рабните, допирни точки, гајдата не може да произведе една лиричност, речиси блиска до она на кавалот. И од друга страна, една епичност, една моќност, речиси блиска до она на зрната.
Ајде, Драганчо, дај му листата. Готови се? Готови. Ајде сега да пробаме да видиме што ба испарило кај ти направите листа. Оваа музичка работилница во Старава Чаршија ја диктира близу 70 години. Иначе, занатот јас сум го научил од мојот татко, а како муштери ми доваѓале разни и познати личности како Миле Коларов, Пеце Атанасовски, Ангеле Кавалџијата, Коле Кавалџијата и така натаму. Интересно е што народниве инструменти се повеќе се барани, а нарочито гајдата е се попопуларна и се повеќе барана од млади луѓе, што интересно многу добро свират. Ова гајдурка е дел од целиот инструмент гајда, кое што ние во Анастасија многу често ја користиме. Мислам највпечатливо во песната Девет железни. Ја користиме поради тоа што има торжествен и свечен звук. Ајде на здравје. Ајде сме живи и здрави. Гајдаджиите велат дека поканата да се свири на свадба или слава е особена чест за секој од нив, бидејќи тоа значи дека тој е ценет и надарен од Бога. Помниш ли бе Тодоро, кога се двајца љубевме, кога се двајца љубевме, во Чичовата градина, на едно гранче седевме, лични черешни беревме, на едно гранче седевме, лични черешни Пеце Атанасовски е изнедрен од големата гајдарска македонска школа. Со неброени чудесно надарени претходници и убедливи за среќа одлични наследници.